Крајот на изминатата недела, драги гледачи, донесе еден настан кој слободно може да се вброи меѓу врвните. На седницата на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, јасно и одговорно се расправаше за сегашната положба во Сојузот и за патиштата како таа да се надмине. Конкретното лоцирање на проблемите, наречувањето на секоја појава со вистинскиот збор, отвореното критичко гледање на слабостите во досегашното дејствување, доведе до едногласно усвојување на документот за наредните задачи на Сојузот на комунистите на Македонија во јакнењето на единството и на ефикасноста во идејно-политичката акција. Тој отвора широк фронт на борба против сите негативности што стојат на патот на единството и ефикасноста на Сојузот на комунистите, што го попречуваат неговото афирмирање како водечка идејно-политичка сила во општеството. За успешно извојување на оваа битка неопходен е ангажираниот и одговорен однос на секој член, секоја организација и форум на Сојузот на комунистите. Значајно место и товар во таа битка без друго ќе понесе и Скопската партиска организација. Токму затоа го поканивме за учество во нашава емисија секретарот на Градскиот комитет на Сојузот на комунистите на Скопје, другарот Петар Карајанов. Другар Карајанов, најнапред благодарам што се одзовте на поканата. Би почнале од една ваша мисла што изнесовте во дискусијата на седницата на Централниот комитет. Ако сакаме да оствариме вистински пресврт во целокупното дејствување на Сојузот на комунистите на Македонија, ќе мораме јасните задачи од документот да ги преточиме во конкретни, видливи резултати. Со право се очекува од последните 2 седници на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, одржани деновиве, да настапи во идејно-политичката практика на Сојузот на комунистите на Македонија една вистинска пресвртница. На овие седници, по отворена критичка расправа за многу отворени прашања пред кои се наоѓа Сојузот на комунистите на Македонија, низ единствено прифатениот документ се посочени правците низ кои треба да се остварува единството и поефикасната идејно-политичка активност. Несомнено, патот на тоа поголемо единство, на зголемената ефикасност на Сојузот на комунистите, води низ отворената расправа на седницата, низ јасните и обврзни формулации на прифатениот документ, но пред се треба да води низ оживотворувањето на ставовите на тој документ во непосредната практика. И оттаму пресвртницата мора да уследи во таа непосредна практика. Во усвоениот документ многу од задачите се јасно лоцирани за Сојузот на комунистите. Тој документ треба и мора да го прифатиме како непосредна прозивка на секој член на Сојузот на комунистите на Македонија за оживотворување на овие задачи. И оттаму во него мораме да гледаме не како четиво за запознавање, туку оружје за непосредна идејно-политичка активност. Заради тоа, сметам дека првиот чекор што треба да го направиме сите, во овој случај зборувам од името на организацијата на која и припаѓам, во која непосредно делувам, и сметам дека Градскиот комитет и базичните организации на Сојузот на комунистите мора да ги препознаеме и да ги презееме своите непосредни обврски од документот и да ја понесеме целокупната одговорност во нивното реализирање. Документот зборува за непосредните задачи на Сојузот на комунистите на Македонија, а тој Сојуз на комунистите не е нешто надвор од нас, него го сочинуваме сите и затоа секој од нас мора да го преземе сопствениот дел на одговорноста. Ако документот зборува за превасходната задача во овој општествено-политички момент, за јакнењето на идејно-политичката акција на Сојузот на комунистите, тогаш таа задача е многу конкретна и за Градската конференција, и за Градскиот комитет, и за сите базични организации на Сојузот на комунистите во Скопје. Од напорите на секого ќе зависи колку во практиката ќе го обезбедиме тоа нужно поефикасно дејствување на Сојузот на комунистите. Или, ако во документот со оправдана нагласеност
се посочува неопходноста од позасилена битка против идејно туѓите сваќања за улогата на Сојузот на комунистите и за работничката класа, тогаш во битката за непосредно извршување на овие задачи мораме да извршиме и многу конкретизации, да ги посочиме пунктовите каде што се појавуваат овие сваќања и тенденции, да ги идентификуваме нивните носители, да влеземе во отворена политичка борба со нив и да преземеме чекори на планот на политичката одговорност за ваквите појави и за носителите. Исти е случајот и со неотповикливата задача за безкомпромисна битка против групашењето и фракционерството. На седницата на Централниот комитет и на ова и на проширената се рече дека ниедна средина не е имуна од овие појави. Кога е така, ние не смееме да останеме само на постојаното повторување дека мора да водиме борба против овие појави. Борбата и треба да се води многу конкретно во секоја средина, а средините се тие каде што дејствуваат и живеат членовите на Сојузот на комунистите. Но битката не завршува тогаш кога ќе се постигне договор за менување на состојбите. Напротив, ќе треба многу вистинска битка и со отпорите и со откривањето на носителите. Зашто тие не се надвор од нас. Еве како да стојат на другата страна и треба само да посочиме, против нив ќе се бориме. Гледаме, се уверивме во практиката што е зад нас и што е со нас, дека тогаш кога сме биле небудни, тогаш кога сме биле млаки, кога сме биле опортунисти, тие се вовлекле во нашите редови, ги искористиле како трамплин за отскочување на повисоки позиции, како што беше речено на седницата, камелеонски се прилагодувале на состојбите и ни наметнувале и поведение и акција која што била млака. Ние сигурно дека секој во себе на некој начин сме биле огорчени, сме биле во дилеми од она што гледаме, што го чувствуваме, но сме го прифаќале млакото однесување, не сме ја воделе конкретната битка. Всушност, мислам дека јасната диференцијација во таа непосредна битка, во остварувањето на конкретните задачи, ќе не биде најјасна демаркационна линија да видиме кој е за самоуправен социјализам, кој е за ваквата улога на Сојузот на комунистите како авангарда на работничката класа, а кој само декларативно заедно се залага, а всушност нешто друго работи, она што е на другата страна на барикадата. Или јасното настојување дека мораме да обезбедиме реафирмација на класниот приод во сите пунктови на општественото работење, мора секојдневно да го осведочуваме низ практичните напори, за тоа таму каде што работиме, каде што дејствуваме, кој колку придонел конкретно во своите редови, во својата средина, работничката класа во градот да биде носител на општественото, економското и политичкото одлучување. Затоа, она што ни престои на планот на нашето ангажирање околу спроведувањето на усвоените насоки за непосредните задачи на Сојузот на комунистите на Македонија во остварувањето на единството и поефикасната политичка акција, ќе биде овие задачи да ги преведеме на сопствените услови и состојби и низ тоа колку ќе обезбедуваме нивната вистинска реализација да дојде во непосредната практика, од тоа да се мери и нашиот непосреден прилог во овој суштествен зафат на Сојузот на комунистите на Македонија. Другар Карјанов, како подобро да се оспособи членството за оживотворување на престојните задачи? Сигурно дека за обезбедување на поефикасно остварување на овие задачи, на задачите што произлегуваат од писмото на председателот Тито и од она што ќе биде идејно политичка платформа за конгресите на Сојузот на комунистите, ќе биде неопходно и самите да направиме поголеми напори за сопствено оспособување на Сојузот на комунистите во градот за задачите што ни престојат. Токму заради свесноста за одговорните обврски, веќе подолго во градската организација на Сојузот на комунистите во Скопје се вршат покрупни промени на планот на организационото пристројување. Со формирањето на повеќе од 200 нови организации на Сојузот на комунистите, во самоуправните работни организации, во управата и во трансформирањето на постојните местни организации на село, реализиран е еден
неопходен принцип Сојузот на комунистите организирано да дејствува таму каде што непосредно се води битката за самоуправни социјалистички односи. Исто така, реализирајќи ја неопходната потреба за поголема двонасочност на струење на иницијативите, мислењата и ставовите на базичните организации од една страна и поголема присутност на раководството во базата, при крај се изборите за членови на реонските комитети, кои, како што знаете, во градот се востанувуваат 5 како координативно-оперативни тела на градскиот комитет. Тргнувајќи од непосредните потреби за класната суштина на идејно-политичката битка и од интенциите на втората конференција на Сојузот на комунистите на Југославија, и во овие избори решително одиме да обезбедиме што поголемо учество на непосредни производители. Така, например, секој реонски комитет мора во својот состав да има најмалку 50% непосредни производители и работници. Организационите промени, овде да го споменам, и соодветното прилагодување на постојните организации на Сојузот на комунистите во работните колективи со интенциите на уставните амандмани, секако можат да бидат добра предпоставка за една ефикасна акција, ако не останат цел сама за себе, туку ако веднаш се исполнат со такви акциони содржини што ќе ја покренат целата организација и членството во неја. Мислам дека задачите и пораките на писмото, ставовите од седницата на Централниот комитет и платформата за подготовките на конгресите на Сојузот на комунистите се најдобра творечка шанса за успешен старт и на овие организациони преобразувања. Велите дека преземените организациони промени се една од предпоставките за успешно реализирање на задачите. Значи ли тоа дека има и други? Секако дека ги има повеќе, но една од нив посебно мислам дека треба да се истакне и затоа и само на неја ќе се задржа. Тоа е континуитетот на мобилност. Битката за остварување на овие задачи ја сметаме за трајна и затоа сите наши ангажирање ќе бидат на планот како да обезбедиме сегашната политичка мобилност на сето членство, на организациите на ЕСКА и на сите други општествени механизми да се ориентираат на траен мобилен однос, во кој ќе имаме и еден резултатно нов квалитет. Не само да расправаме за проблемите, не само да ги констатираме состојбите, не само да ги идентификуваме како констатации отпорите, туку да ги ликвидираме отпорите, да ги разрешуваме проблемите и да го отвораме на тамошниот процес на самоуправните односи. Градската конференција на Сојузот на комунистите на Скопје неодамно усвои насоки за приоритетните подрачја од натамошното остварување на задачите што произлегуваат од писмото на председателот Тито. Градскиот комитет донесе и конкретна работна програма со носители на задачите и со временските димензии за покренување и разрешување на одделни прашања. Секако прашањата што ги покренуваат ставовите за непосредните задачи на Сојузот на комунистите на Македонија во битката за поголемо единство и за поефикасна идејно-политичка акција, ќе мора да добијат приоритет и во расправањето, а пред се во непосредниот придонес за разрешување на проблемите и за отстранување на отпорите. Свесни сме дека како голема организација на Сојузот на комунистите, со големо присуство на работничката класа, со големо присуство на мобилен сојуз на комунисти, кој што со потенцијали за таков мобилен сојуз на комунисти имаме многу крупни обврски, но нив ќе можеме единствено да ги извршиме ако предпоставките за кои зборувавме за еден мобилен сојуз на комунисти на вистина во практиката ги реализираме и од секој член, од секоја организација добиеме мобилност, добиеме акција. И соодветен придонес за решавање на задачите. Овие задачи секако се многу сложени и обемни, но без друго Скопската организација ќе најде сили акцијата да